Во собраниска процедура влегува законот за минимална плата. За овој закон, но и за стечајците и за укинување на радиодифузната такса ќе се дискутира и гласа од наредната недела. Македонските работници кои добивале плата по 9, 10 или 11.000 денари, со добивањето на зеленото светло за законот за минимална плата ќе треба работодавците да ја зголемат на 12.000 денари. Мислам дека сте сведоци дека на сите наши настапи апелираме до сите стопанственици, до сите сопственици на предпријатија во Република Македонија да имаат малце позитивен пристап према покачувањето на платите на вработените, па во таа смисла и мерката за минимална плата, која што идејата е континуирано да расте. Секако тоа се малце средства за да може убаво да се живее, меѓутоа тоа се секако повеќе средства од тоа што до сега се зимало. Зголемувањето на минималната плата е една од пакет мерките на новата влада, која најави други мерки за стопанството во текот на овој месец. Покрај со оваа мерка за минимална плата, покачувањето на платите на вработените во Република Македонија ќе биде стимулирано и со пакетот на мерки за индустријата кои што ќе бидат објавени во септември месец. Па ќе видите значи дека практично целокупната државна помош која што ќе биде дадвана према индустријата и стопанството за подигнување на неговата конкурентност ќе биде поврзана со висината на платите на вработените. Со 1,5 милион евра буџетски пари месечно владата ќе ги поддржи компаниите да исплатят минимална плата од 12.000 денари. Поддршката ќе трае една година, со тоа што во 6 наредни месеци, односно следната година, износот на пари да се преполови на 750.000 евра месечно, бидејќи се очекува компаниите да се прилагодат на новите услови.